Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Тони Науновски, аналитичар. Ќе разговараме најмногу за внатрешната политика, за сето она што се случува на политичка сцена. Господине Науновски, одавно не сте биле кај нас, мислечени? Да, за жал, но јас разбира не сум професионален политичар или нешто, така што имам таа привилегија да одговарам на покани некои што, односно студии од личности, со кои што мислам дека можам да имам продуктивен и интелектуален разговор, или тогаш кога сакам нешто битно да кажам условно кажам на јавноста, така што ви благодарам на поканата и задоволство ми е. Да. Она што се уште се бранува во јавноста, тоа се реакциите после страшната трагедија во Кочани, чии последици се уште ги чувствуваме, ги чувствуваат најмногу се разбира семејствата на жртвите, семејствата на повредените, но ми се чини дека и целата јавност со нив. Ова долго ќе остане врежано во нашата колективна меморија. Оно што исто така е дел на дебата во јавноста, гледаме дека е како треба да се пренесуваат овие настани, како треба да се зборува за нив, како треба да се однесуваме, дали треба да се протестира, дали не треба да се протестира. Па и оние што протестираат, гледам дека веднаш им извадија и етикети, дека се вакви, онакви, дека некој ги организира, дека не. Не разбирате што ми е контекстот на прашањето, целата таа дебата? Па, за жал, сосема очигледно е дека власта, односно режимот веќе, мислам дека сосема легитимно може да се означи владењето во овие 9-10 месеци веќе на оваа влада, како режим во најмала рака, а јас мислам дека може веќе слободно според фактичката состојба и според тенденциите во политичкиот дискурс и сета енергија во на негативна смисла која што се употребува и се насочува кон угушување на спонтаните, оправдани граѓански протести против актуелната власт. Практично, кога ќе се каже бараме промена на системот, тоа преведено значи промена на власта, бидејќи системот не е некаков апстрактен субјект, не е некаков метафизички ентитет, туку системот има име и презиме. Се знае кој е директор на, да речеме, државен пазарен инспекторат, се знае кој е министер за земјоделие или за внатрешни работи. Значи, точно треба да се номинира, односно да се означи оној кој што е најодговорен. Се разбира во политичка смисла, одговорноста за таа за таа трагедија која што се случи во Кочани има актуелната власт и никој друг. Зборувам од политичка призма, затоа што само тој што е одговорен, тој што е со име и со презиме директор или министер или заменик министер и слично, само тој има одговорноста. Не може одговорноста да се трансферира, да се префрли на некаков апстрактни субјекти, да се каже системот е виновен. Не е системот виновен, туку виновни се тие кои што согласно закон, устав и согласно своите ингеренции во институциите со кои што раководат, требало да реагираат и на тој начин некако да ја спречат таа трагедија. Но проблемот е што исто така овој режим, односно оваа власт, оваа според мене нелегитимна влада, она нелегитимна во подлабока политичка смисла затоа што сета овие бројки и ова, така да кажам, изборната победа беше втемелена на големи политички лаги. Особено на ВМРО ДПМН. Тоа не може никој да го оспори, затоа што нивната кампања беше втемелена на, да речеме, нарацијата, односно идеолошката платформа, ќе го вратиме името. Името не го вратија, ниту пак в првиот ден како дојдоа на власт, тие рекоа, го признаваме Песпанскиот, тој е добар договор, ние мораме да го прифатиме тоа како реалност и слично. Потоа дојдоа на власт советувајќи, односно ги освоија тие 58 пратеника со политичката лага дека ќе го поништат договорот со Бугарија. Не го поништија. Напротив, ставија своји, условно кажано, членови во историската комисија, дури ни тој дел од тој процес наречен бугарски договор не го подобрија на некој начин, односно не го делегитимираа со тоа што на пример немаше ќе ги повлечеа сите членови на историската комисија. Но тие си назначија други. Потоа, беше Македонија твоја, Македонија горда и така натаму, сето тоа беа, уште тогаш сосема беше јасно, дека се практично приказни за мали деца и една голема политичка лага на која што за жал многу луѓе кои што не се толку политички, така да кажам, образовани,
потпадна, односно поверува. Добро, ајде вака. Резултатот од тоа, само да се докажам идејата. Резултатот од тоа сега и ова што го гледаме денес се случуваат со легитимните граѓански протести во врска со трагедијата во Кочани. На секој можен начин власта се обидува да ги пригуши, угуши, запре протестите, спонтаните граѓански протести, оправдани од револт на народот, од негрижата на функционерите на системот, односно на актуелната власт. На секој можен начин, со етикетирања, со толку валкани, подли политички и неполитички методи, со вулгарни означувања од некои нивни истурени, така да кажам, не се ни новинари, туку се, не знам, колоши, веројатно, и слично. Значи, тоа ја покажува бруталноста на оваа власт. Тоа покажува дека тие немаат минимум граѓанска култура, односно не мислат да владеат демократски, туку мислат да владеат тоталитарно, односно диктаторски дури, според мене. Да, ајде вака, за да бидејќи за да имаме дебата, ајде јас ќе се обидувам еве да ги ја артикулирам другата страна, условно кажано. Тезата на премиерот кога излезе првично после трагедијата, за оно што зборуваме системот, дека системот е виновен, тој се наврати дека ова не е прв пат, дека се случувало наназад многу пати и навистина се случувало. Значи ги имавме и како се вика. Добро, имало одговорност. Да, имало судски процеси, веројатно има и пресуди, имало и политички консеквенции сето тоа. И што е проблем? Зошто сега со минатото се обидуваат да ја прикријат реалноста, односно фактот дека тие што се актуелни функционери се виновни за состојбата. И ова што се случува со правосудниот процес, тоа е политички проблем според мене. Значи јас мислам дека власта, режимот се обидува на секој можен начин да го прикрие она што апсолутно може легитимно, односно плаузибилно да се означи и да се квалификува како политички прогон на неистомислениците, односно на претходната власт, СДСМ и ДУИ. Значи ниту еден и тоа дури отпосле тој градоначалник актуелен на Кочани, кој што најпрво не рекоа дека не е виновен, а потоа правосудните органи го притворија и слично. Но тенденцијата и фактите говорат дека денес во Македонија во 21. век, после навистина веќе 30 години демократија, мислам дека сега се појавуваат редица ретроградни тенденции кои што не само што се антидемократски, туку мислам дека навистина навлегуваат во она што може да се и е познато во практиката и во теоријата како диктаторски режим. Че не може политичар да суди, да обвинува, каде ја те тужи, каде ја те суди и каде ја те затвора. Значи токму тоа го прават некои актуелни представници на оваа, според мене, нелегитимна власт, затоа што таа дојде врз, реков, повеќе политички лаги. Не ги исполни своите ветувања, тие немаат политички легитимитет. Како може да владеат се уште, наместо да си дадат оставка од како? Сватија и се судрија со реалноста дека ниту Преспанскиот не го поништија, ниту Бугарскиот го подобри, односно репреговараа, ниту Европска унија го започнаа процесот со преговори, напротив, намерно ми се чини, сосема свесно го блокираат понатамошниот интегративен процес на Македонија кон Европската унија, ако сакате во економијата, наспротив нивните ветувања дека ќе има инвестиции, ќе биде подобро, поголеми плати, GDP и така натаму, одете во првата продавница и кажете кога цените биле поскапи наназад 30 години во Македонија. Не се потребни дебати за милиарда евра заем, кредит, со камати и така натаму, или пак 60% веќе достигнува бруто. Како да ја кажам, сите параметри и во економијата се апсолутно негативни и мислам дека никогаш полошо во Македонија не било од денес. Добро, она што тоа е моје длабоко верување, дел од аргументите за ова моје мислење односно заклучок се обидувам да ви ги презентирам. Оправдувањата кои ги кажува премиерот Мицкоски во однос на ова што го зборувате и за економијата, и за системот, и за кредитите кои се земаат да им се помогне, како што вели, дел се даваат на општините, дел на фирмите, бидејќи системот кој они го затекле бил девастиран, бил разрушен. Може би бил таков, но тие дојдоа со ветување, нели, со изборна кампања во која што има 1000 и колку таму проекти,
кои што на хартија беа добри, меѓутоа од првиот ден од кога дојде на власт не реализира практично ниту еден. Не може оправдување за сопствената неспособност да биде евоцирање на спомени од минатото или кажување дека пред година дена било така, па пред година дена беше подобро, во економијата. Имаше замрзнати цени. Денес има замрзнати цени? Нема. А замрзнати цени во либерален во капитализам, неокапитализам, во практично нели во на општество и економски систем во кој што живееме, е единствениот начин да ги контролираш профитерските, така да кажам, тенденции во кај бизнисмените, односно големите компании. Има каде се субвенциите за електрична енергија? Имаше субвенции на сите електрични сметки, нели на сметките 30%. Ги нема. Брзо откако дојде на власт ги укинаа тие субвенции. Зошто? Направија министерство за некоја госпеја која што претходно тргувала со струја, односно нели на берза и така натаму. Кој знае, можеби субвенциите за струја ги тргнаа за да овозможат поголем увоз на електрична енергија како што има. И веројатно некои фирми таму да прават профити и провизии и слично. Значи јас сум апсолутно скептичен врз основа на објективни факти, на податоци. Јас, кој што знаете, односно кој што гледате, не измислувам. Замрзнати цени нема. Субвенции на електрична енергија нема. Минималната плата е најниска во регионот, на Балканот. Дури пониска и од Босна и Херцеговина. Босна, нели? Така што каде и да погледнете, што и да анализирате, состојбите се далеко полоши отколку пред година дена. И некој од фактите Оно што вели владата, генерално на инвестиции нема. Видите, се извинувам, господин Сет. Значи, вчера или завчера беше премиерот отвара инвестиција, во наводници, наводна инвестиција во Штип, која што според податоците била пред 2 години отворена. Значи, тие старите инвестиции од претходната власт ги прикажуваат како нивни инвестиции, што е толку, како да ја кажам, провидно. Мислам дека и малите деца гледаат дека е тоа само гола пропаганда. Меѓутоа мокна има медиумската машинерија, тие нивни, јас ги нарекувам во своите колумни гебелсовски, ждановистички дувла на пропаганда, на мицковистичко ДПМН се многу опасни и многу силни. И на тој начин практично тие колку толку го одржуваат неинформиран поголемиот дел од народот, за да не се артикулира на еден или друг начин тоа против нивната власт. Но колку тоа има се уште се разбира како вашата телевизија емисија, нели, некои портали или други телевизии, така јас може да се наречат како да живееме во Сталинова, онака Русија, да кажам островца на слободата, па таму може да ги искажуваме слободно своите ставови врз основа на факти, бројки, нели аргументи, а тие се апсолутно негативни по сите параметри за оваа актуелна власт. Да, добро. Ги спомнавте евроинтеграциите. Тоа е еден процес каде што сме очигледно закочени поради преговарачката рамка, поради позицијата на Бугарија. Тука сега имаме ама зошто се преговарачката рамка сега? Значи, прво и основно правило на Европската унија, принцип, базичен принцип, е дека не може да има билатерални спорови помеѓу држави членки на Европска унија. Па имало спорови помеѓу државите во процесот на преговори и се правеле компромиси, односно се правеле договори. Словенија, Хрватска. Порано Франција, Германија околу историски прашања и така натаму. Значи, како да ви кажам, тоа е суштината на Европска унија е тоа да биде унија во која што нема да има како да кажам спорови и проблеми помеѓу соседните држави. Но владата тука тоа не гледам, тоа го злоупотребуваат. Не сакам да кажам, они бидејќи зборувавте за нивните ветувања, они дојдоа тука со јасно ветување дека нема да преговарачката рамка, ама не може да дека нема да прифатат бугарски диктат. Не, тие рекоа прво одеа со таа, како да кажам, смешна теза дека ќе ја сменат преговарачката рамка. Тоа секому му беше јасно дека е невозможна работа. Тоа е преговарачка рамка која што е согласно принципите на Европската унија и согласно консензусот помеѓу сите држави членки на Европска унија. Вклучително и Бугарија, се разбира. И апсолутно тоа беше апсурдно, како да ја кажам, и никој не веруваше, барем оние кои што ја познава ситуацијата, а не само што ветуваа промена на преговарачката рамка, туку ветуваа и репреговарање на договорот со Бугарија. Односно францускиот, така наречениот француски предлог,
споменав претходно накратко, ништо не направија. Го репреговара, али подобар ли е сега договорот со Бугарија, односно условите кои што се поставени од Европската унија, не од Бугарија? Дали се променети? Не. И тие останаа исти. Беа исти и минатата година, и предминатата, исти се сега и ќе бидат исти и во година и така натаму. Тоа е реалноста. Тоа беше максимумот кој што во тие геополитички ситуации, согласно и домашните проблеми кои што ги правеше тогаш опозицијската ВМРО-ДПМН, со оние протести по улиците, шета, ако се сеќавате, месец дена со немаичките не, па нели го кинеа, го палеа бугарскиот, односно францускиот, нели, предлог во, или сега веќе бугарскиот договор, еве како сакате наречете го палеа, нели, во собрание. Нели го кинеа. Нели имаше бини, па пеачи, па не е за бугари устав, не за бугари устав. Тие апсолутно, се извинувам, ја влошија меѓународната позиција на Република Македонија. Тие ги влошија позициите не само на тогашната власт, која што сепак генерално со исклучок на протоколите, нели во делот на историските проблеми, кои што не ми се допаѓа, да бидем искрени, штета што не успеа. Иако според една интерпретација, но не сум сигурен дека е вистината и прецизна и точна, протоколите не се дел од преговарачкиот процес, но за жал по се изгледа дека се, и штета што тогашната власт не успела да се избори протоколите да ги издвои од преговарачкиот процес. Но еве дојдоа другиве, патриотите, горди, нели, горда Македонија, твоја Македонија, што не го репреговара? Што не направат нов договор? Ајде да ги видиме. Добро, она што не само што нема, туку позициите во Бугарија со нивните провокации, со палењето на францускиот договор, предлог, со митинзите, со навредите на некои високи државни партиски функционери кон бугарски функционери. Ако се сеќавате, Бојко Борисов го навредува и така натаму, тие создадоа кохезија во бугарското општество и политика која што е уште по голема и посилна отколку што тоа беше пред неколку години. Добро, она што се Значи тие само ги налутија бугарите и сега бугарите нема да сменат ниту запирка во договорот. Она што се зборува господин Нуловски Тоа е нивна вина, тоа е нивна историска вина. Македонија пропаѓа и економски и секако токму заради нивните провокации против Бугарија, со она не е за бугари во устав и со кинењето и со навредите, за да дојдат на власт. Да, и ништо повеќе да од тоа. кажам, сега каде што сме во оваа ситуација се разбира, она што е можеби можно, се разбира дека репреговарање на преговарачката рамка е невозможно. Рече се невозможно, ајде да речеме, но она што е можно и за што се зборува дека е можеби дел од некакво решение, дека Македонија би добила некакви гаранции. Гаранции кои, да речеме, власта ги бара. И ова е уште една интересна, како да кажам, тажна приказна на пропагандата на ВМРО-ДПМН. Мицковистичко, јас тоа така го нарекувам, бидејќи мислам дека ова ВМРО-ДПМН нема никаква врска со ВМРО-ДПМН до 2016-17 година, уште помалку со вредностите, принципите, со парадигмите на историското ВМРО, но тоа е друга тема. Значи, тоа е ова околу нивните промени, како да кажам, на идеолошките памфлети со кои што ја замајуваат недоволно патената политичка, недоволно информираната јавност, е таа приказна со добивање на некакви гаранции. Прво рекоа не за бугари устав, промена на преговарачка рамка, ќе го подобриме договорот, и на крај кога видоа дека тоа е невозможно, а тоа ние сите го знаевме, дека е тоа само пропаганда, дека тоа нема шанси да се случи, еве како што гледаме не се случува, значи ние сме биле во право кога укажувавме дека е тоа само обична пропаганда за власт, за гола власт, а не реална опција. И сега откако тоа не им успеа, прво почнаа со одложено дејство, за на крај да завршат со гаранции. Гледате какво е тоа е омекнување, така да кажам, на гордите комити и војводи од ДПМН. Значи прво ќе го кинеа бугарскиот договор, после рекоа ќе го репреговараме, ќе направиме подобар договор, после бараа одложено дејство на уставни промени, што е апсолутно непозната категорија во уставно-правната историја на универзумот, па сега некој ќе измислува нови категории кои што апсолутно се нереални и никој нема да ги прифати. И кога видов дека и тоа не е можно, а сите ние и тоа знаеме дека не е можно, одложено дејство на уставни промени, сега бараат некакви гаранции, неопределено, не адресираат кој треба да им ги даде тие гаранции, токму заради тоа што тие немаат идеја
И мислам, за жал, и тоа е уште пострашно за народот, за нас, обичните луѓе, не за власта со 3000 евра плата, туку за обичниот народ со 500, со 400 евра минималец. За нив зборуваме, како што за жал се поголем број од народот. Сега, тие гаранции, тие мислам дека не сакаат да влезат во ЕУ, затоа што ако бевме во ЕУ или ако тој процес сега се беше поместен или во некои напредни фази, тогаш ќе немаше можност да се зема, да се задлужуваме како држава и како народ со генерации 1 милиарда евра од странска држава. Па тоа е како прво зависност од странска држава. Вие да би 1 милиарда евра да должите на некого со камати и така натаму, тоа ми се чини во на меѓународна смисла на позиција на државата е неприфатливо, затоа што ве става во на некој начин во подредена не само економска, туку и политичка состојба. Нивното влијание на таа држава е се поголемо, особено во медиумскиот сектор. Но да се вратам на клучното прашање. Откако видоа дека нивните, како да кажам, големи политички лаги не поминуваат кај се поголем дел од народот и дека незадоволството е се посилно и тоа ќе се манифестира на еден или друг начин, се надевам и во наредниот период. Тие сега измислија некако вид на гаранција од ЕУ. Гаранција од ЕУ може да биде само доследно исполнување на преговарачката рамка, која што е идентична конечно со сите држави кои што на нас преговарале. Сите имале повеќе или помалку билатерални проблеми, не сме ние уникатни и така натаму. Но велам загрижувачки е што ако почнеме да ги отвараме поглавијата со ЕУ, колку и да е ЕУ, сега сме го критикувале како, како политичка организација, дека не е фер што бара да го смениме, прво да го менимуваме името, па сега да прифатиме некакви принципи, историска ревизија. Тоа мене најмногу ми пречи, да бидам искрен. И во Преспанскиот договор мене најмногу ми пречи историскиот дел. Например, Александар Македонски веќе не можеме да го прогласиме, односно да го третираме во она, како да кажам, политичка смисла, како дел од македонскиот континуитет низ историјата, односно низ вековите. Или сонцето од Кутлеш, например, или Бонче и така натаму е забрането за јавна употреба, го знаете тоа вие. Реков, кога станува збор за Бугарија, исто така најмногу ми пречат протоколите, односно историската комисија. Тоа е најпроблематично и навистина е штета што СДС не успеа, дуи не успеа да го анулираат тоа преговарачката рамка, но ова сакам да го кажам, ако има ЕУ, ќе нема расипничко трошење на буџетот, ќе нема корупција институционална, ќе има контрола на медиумскиот дискурс, односно во секторот на медиуми. Не може вие да имате вакво, сега ќе има нов закон и така натаму, не сум уште го анализирал подробно, но ќе нема многу работи кои што се практично лостови на власта. Значи, затоа тие сега полесно владеат затоа што нема контрола. ЕУ значи меѓу другото и демократска контрола на процесите. Каква демократија не имаме денес, кога излегува председател на влада и кажува за уши ќе ги влечеме. Чекате бе луѓе, ни каде се живееме ние во Хитлерова Германија или во Чиле на Пиноче, или живееме во Сталинова Русија или кој велат и во Титова Југославија. Што зборувате од 21 век Македонија, независна држава, некои функционери да излегуваат и така да се закануваат и на јавен обвинител, и на суди, и на како е тоа. Јас сум шокиран, се уште не можам да разберам и не гледам и не можам да сватам како луѓето се уште не реагираат, барем не доволно енергично, како може да дозволат некој политичар да има целосна апсолутна или се обидува да воспостави, за жал и успеа во тоа, да воспостави целосна медиумска контрола, речиси целосна медиумска контрола врз независната трета власт, судско-правосудниот систем, значи секаде да биде и судија и обвинител. Чекате, тоа го немало ни во Сталинова Русија. Дури и таму имало процедури. Овде излегува, кажува, нашиот градоначалник не е виновен, сега се извинувам за конкретната, не зборувам не сакам да навлегувам во правосудни, како да кажам, предмети, меѓутоа политичките аспекти ги наблюдувам. Излегува и кажува не е виновен градоначалник актуелниот, дека е нивен. Че нито еден, така да кажам, во наводници нивен, не го апсија. На крај дури го апсија, кога веќе притисокот од јавноста беше оправдано голем. Како може да го апса тоа и кажете ми го, како се викаше Штраус, што го викаат од СДС на директор државен пазарен инспекторат. Да. Каква врска има човекот?
Каква врска има со трагедијата во Кочани? Требало да контролира. Чекате, па година дена се на вас. Што не го контролирале тие? Таа дискотека. Што не ја контролирале тие? Зошто ги апсат овој министерот од ДУИ, кога таа лиценца била фалсификат? Па самите кажаа дека е фалсификат. Како ја апса таа некоја господја Чекич Дурович или како се нарекува, таа била државен секретар во Министерството за економија. Чекате, ама таа била некогаш. 10 година дена се овие на власт. Треба прво актуелните да ги осудат. Од политички аз зборувам, не зборувам како обвинител, тоа си е нивна работа, но зборувам како човек вака кога гледа, сосема му е јасно дека овде нешто не е во ред. Сосема е јасно дека овој режим не ги апси своите, туку, така да кажам, нели, со политички вокабулар, во политичка смисла, туку врши политички прогон на неистомисленици. Дури ова со анкетната комисија, гледате колку е тоа антидемократски. Ова што го прават сега овие од власта, од режимот, од диктаторскиот режим според мене. Го условуваат формирањето на анкетната комисија во собрание со нели проширување и со останатите случаи. Чекате, по такви случаи назад во историјата да се вратиме и пред 50 години. Само за да ја дефокусираат истрагата, односно да ја дефокусираат јавноста од конкретните политички виновници за не спречувањето, така да кажам, на трагедијата во Кочани. Сето ова што го зборам од политички аспект, значи не со некакви легалистички тенденции или значења. Да, добро, кога зборуваме еве за малку да ги видиме и другите аспекти на внатрешната политика, гледаме дека некако врие и во коалицијата вреди. Според последните информации кои ги добивме, таму има некакво несогласување со тоа како треба да настапат на локалните избори, па барем оно што го читаме, дека Таравари барал да настапат посебно, останатите не прифатиле. Па Таравари прашан дали има контакти со ДУИ, тој рече да, имам контакти, зашто да не имаат и сите од вреди, па денеска тие го демантираат, велат тоа не е точно, ние немаме контакти со ДУИ. Некако таму, како работата да не е баш добра, ми се чини. Па, не знам конкретно што се случува, се разбира. Тој не единствено што може, да, јасно ги прочитав нешто и така. Јасна е една работа, дека оваа влада дојде, односно, нели, ВМРО-ДПМНЕ освои 58 пратеници, меѓу другото, и со жестока антиалбанска реторика, односно, која што беше замаскирана со антидуи реторика. Антидуи реторика, тоа го знаете сите. Значи, дури имаше, ми чини, критични мигови во предизборната кампања, во која што наистина бев загрижен дека тоа може да ескалира со несакани, да има несакани последици и така натаму, бидејќи навредите кои што тие ги изрекоа кон ДУИ беа наистина тешки, така да кажам. Дури Али Ахмети на митингот кај Александар Македонски на площадот многу жестоко одговори. Добро е сето тоа што сепак влезе на воедни, како да кажам, политички текови и модели. Но проблемот е следен. Значи, во Влен има 3-4 партии, практично Било Касами, Африм Гаши, Арбен Таравари и Изет Меджити. Сега, како да ја кажам, да не бидам погрешно сватен, значи, Било Касами менува улици со имиња на балисти. Каде се тука комитите од ВМРО-ДПМНЕ да реагираат? Кажуваат сите од Влен дека ќе прават, односно веќе направија Албанска академија на науки и на уметности. Каде се комитите од ВМРО-ДПМНЕ да реагираат? Нели тоа јавно го кажуваат? Мафтаат со албански знамиња. Каде е оној големиот патриот Максим Димитриевски и неговото движење Знам, кога јавно на една телевизиска емисија, тоа сите го видовме, вака во студио рече: ако јас уште еднаш видам албанско знаме во влада и така натаму, се сеќавате на тој многу интересен момент, јас ќе ја напуштам владата. Другиот ден, намарно, сосема свесно, намарно Изет Меджити, таму Гаши, тие му мафтаат со албанско знамење. А овој не излезе од влада. Чекате сега, ако зборуваме за принципиелност во политиката, она што многу и не достига на Македонија, на за 30 години, но особено во овие година дена, тогаш можеш да бидеш доследен, консеквентен, кохерентен во своите ставови. Не можеш да кажеш јавно
Јавно има таа снимка, ја чувам. Сте ја виделе, сигурен сум. Не можеш јавно да кажеш пред целиот народ, ако уште еднаш тие мафтаат со албански знамења поголеми од Македонија и така натаму, јас ќе излезам од влада, другиот ден овие му мафтаат наморното и не излегува. Как на што личи тоа? Како утре вие да верувате во политичка смисла се разбира, во таков политички субјект, односно во таа политичка партија или конкретно во тој лидер? Или понатаму Изет Меджити си кажува уште пред година дена ние меѓу другото го добивме и директорското место во Македонска филхармонија. Пред година дена. И имаше реакции, бидејќи тоа специфична, нели, научна музичка дејност, така натаму, музичари се тие, таму нема политика. И кога имаше реакции, нели, протести и така натаму, тој што име министер за култура исто така еден многу така питорексен тип, многу така интересен. Тој кажува не, секи биде по закон, нема врска, нема договор, нема коалициски договори. Кога на крај го става токму тој кој што Изет Меджити пред година дена каже дека ќе биде. Чекате малку. Каде е тука мерит системот, каде се тука принципите, каде е тука патриотизмот, каде е тука не да би некако до сега, па тие полошо е отколку во времето на СДС и на ДУИ. Полошо е. Па за не гледате Африм Гаши им оди на свадби со, како да ги кажам, мислам, има да не се навраќам наназад за овие година дена какви се не скандали и какви се не работи овие од ВМРО ДПМН мораа да гледаат и да доживеат и да дозволат само за да останат на власт. Да, добро. А не дека не може да останат без власт и без две, нели имаат 58 со знам имаат 60. Да, ајде да ги видиме, нека го направат тоа. Баш ме интересира дали ќе имаат храброст еден ден. Иако се надевам дека ќе има предвремени избори парламентарни заедно со локалните, се надевам и апелирам на тоа. Но до тој период, ајде да ги видам, нека направат влада, како, нели мнозинство 61 имаат, ајде да ги видам. За крај, ве молам, Кусо, неколку минути уште имаме до крајот, ми се чини дека, не ми се чини, туку исто дека имаме прилично слаба опозиција, дека таму главната улога во опозиција носи левица на некој начин, но таа има ограничен политички капацитет, барем гледаме тоа според гласовите, СДСМ се прилично пасивизирани, слабо стојат на анкетите, дуи не знам, дуи ми се чини дека не стои толку лошо, но во условно речено, ајде да речеме македонскиот дел, состојбата е прилично слаба. Па, за жал мора да се согласам дека СДСМ не покажуваат некое високо ниво на агилност, односно не покажуваат некоја енергија и некоја цврста програма која што би била алтернатива на лошата, на неспособната актуелна власт. Таму проблемот ми се чини малку подлабок и јас не сакам да се анализирам она што е јавно достапно, меѓутоа според многу информации, кажувања, пишувања и така натаму, очигледно е дека имало некој, јас мислам дека е така, сега не можам да тврдам, се разбира, не сум видел, не сум присуствувал, меѓутоа многу луѓе јавно кажа и јавно напишаа дури дека имало, и јас сум убеден во тоа, има многу показатели, накратко само ќе ви кажам, дека структури од СДСМ помогнаа за победата на ВМРО ДПМН и затоа имаа 58 пратеника. Тие не можеше во ниту еден начин, во ниту еден друг контекст не може да имаат толку голем број на пратеници, освен ако немаа помош, така да кажам, од структури во СДСМ. Имало некои валкани дилови, политички, помеѓу некои структури, не знам кои се, некои тие го врзува за нивниот претходен председател Зоран Заев, за некои средби со Мицковски и така натаму, некои договори, но јас тоа луѓе го кажуваат, Бујар Османи го каже тоа, Геровски пишуваше, има многу јавно достапни надписи за тоа. Меѓутоа јас кога размислувам сум сигурен дека за жал е така. И затоа ВМРО ДПМН за жал доби 58 пратеника. Прво, го смени измената на кривичниот закон го направија практично неколку месеци пред избори. Големувањето 78% од наплатата го направи СДС исто така, иако веројатно биле свесни дека тешко ќе добијат повторна власт. Го смениле законот со кој што затворениците, оние од 27-ми, тоа им било веројатно идејата, можат да бидат пуштени само со мислење од специјалиста, не на конзилиум, не на лекарски конзилиум. Значи само еден треба да потпише, кога треба да дојдете на домашно лекување и автоматски
ве пуштаат од затвор, а претходно било со медицинско, со конзилиарно мислење, повеќе специјалисти и така натаму. Значи тоа е сосема спор и неколку други работи имаат направено, да не губиме време, но сето тоа не може некој да ме убеди дека не било во договор со ДПМН. Што значи дека се додека новиот председател на СДСМ, со кој што имав можност да разговарам лично и да се сретнам, и ми остави одличен впечаток како интелектуалец, се додека не се ослободи од тој баласт, од таа сенка, така да кажам, на тие структури кои што шурувале, правеле валкани игри со Мицко ДПМН, се до тогаш СДСМ нема шанси да воспостави стабилна структура и да воспостави доверба помеѓу гласачите и помеѓу народот. И мислам дека треба да го забрзаат тој процес, но тој процес, реков, мора да започне со очување со своето минато, нели, неодамнешно минато, односно со сенките од претходната структура на СДСМ, некој таму со кој што им помогна ДПМН да додат на власт со дури 58 пратеници, а консеквенциите од тоа ги гледаме секојдневно, а тоа е брутално владење, гушење на демократијата, апсолутно медиумска слобода има се помалку, кредит зема од милиарди евра го трошат, пола го дадаа на бизнисмени, во сосема не, како да кажам, нелогични, го заложија народот за да им дадат 250 евра на стопански на комори на тие милионерите. Каква е таа логика? Да. Размислете малку. Да. Цените дивеат, субвенции за струја нема, меѓународната позиција не е влошена, Европска унија веќе никој не ни зборува заради тоа што тие намерно не сакаат да влеземе во Европска унија, со еден збор катастрофа. Да. Денешното состојбата денес во Македонија е, ми се чини, полоша од било кога во историјата. Дури ми се чини дека 40-50 години полоша влада немало. Да, добро. Ова ви е на крај, да речеме, сумирано за сето она што зборувате. Господин Уновски, ви благодарам за гостувањето. Се надам нема да ве чекаме многу долго за следниот пат. Да. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Останете со нас, правиме една кратка пауза и продолжуваме на крај со невладените организации.